Се враќаме назад во студио 1 и после шоуби следува блокот мода. За блокот мода слушнав дека имаме некаков ексклузивитет. Мојот колега Сергеј Варошле е овде. Сергеј, кој е тој ексклузивитет кој Сега јас ќе им се обратам на гледачите. Благодарам за најавата, колега Чаловски. После долгите преговори на нашата куќа и BMG Media Group, покрај тоа што остваривме соработката со Мерлин Монро, после долго преговарање имаме уште две славни личности кои ќе соработуваат заедно со мене. Морам да ви ја представам првата. Ни помалку ни повеќе Анџелина Жоли. Така е. Опасно ќе биде ова. И како втора соработничка, тоа е кралицата на поп музиката, кој друг освен Мадона, нели? Така да. Да видиме што сме спремиле за денеска. Бидејќи се матурските во ЕК, решив денеска да прокоментирам неколку од матурантките кои сосема рендом излегоа по социјалните мрежи. Да видиме што имаме под прва фотографија. Кога не би била матура, во прашање, кога не би знаел дека матура, би мислел дека девојката е за на свадба. Зошто на полнолетство или на 18 години некој сака да изгледа како невеста? Меѓутоа, невеста со лоша чипка, со релативно лоша изработка, коса која што не е во тренд, но добар мејкап и убава фигура. Немам јас замерка толку за дизајнот во овој случај, колку што имам замерка за не за идејата, него за изведбата на овој фустан и мислам дека е несоодветен и не е адекватен за една матурска вечер, дека е премногу пренагласен. Мајко Света Побогу. Мајко Света Богородице, роаминг подхитно на Мерлин Монро да се јавиме. Да ни ја викнам Анџелина Джоли. Па нормално. Имам впечаток дека сакала девојче да изгледа дотерано. Ова е дефинитивно оној шнајдерски момент, каде што она гледала слика од некои си јавни личности, па успеала тоа да си го искомбинира на свој начин. Не знам дали станува збор за блузиче со сукња или дали станува збор за цел фустан, меѓутоа морам да кажам дека ова не личи буквално на ништо. Не знам зашто има црни чевли доле, не знам зашто има повторно мокри локни, значи реков дека локните се тотално аут и не знам зашто ја држи халината како да држи драпер или завеса. Страшно. Хоп. Тука веќе имаме нешто што можам да кажам дека ми се допаѓа и како дизајн, и како лежи на таа фигура, како она го носи тоа. Дефинитивно станува збор за едно убаво парче, исклучително тежок елемент за носење и за изведување, бидејќи станува збор за тие што ги викам јас светни угасни моменти и елементи, каде што имаме рефлексија, шлјокици, камења и тој долг фустан, што овие варијанти знаат да изгледат крајно лошо, меѓутоа во овој случај ова изгледа исклучително добро, бидејќи е направено како што треба, фигурата е одлична, косата е одлична, мејкапот е одличен и девојката застанала во вистинската поза и изгледа буквално така како што треба. Малку ќе речем можеби е премногу за матурска вечер, меѓутоа земајќи го во обзир дека сега матурантките, кога се матурантки мислат дека тоа е денот кога они треба да го дадат најдоброто од себе, па сакаат да изгледат како да се за на Оскар. Меѓутоа ова е дефинитивно една добитна комбинација, браво. Леле. Вртете на ова. Пак роаминг, трошок. Каде е? Па шо е сега ова? Прво, тој сатен не може така. Таа боја сакала да оди на нюд комбинација, сакала да биде Ким Кардашијан, ама не успеала. Во ништо. Ниту неадекватен материјал прво за нејзината фигура, неадекватна должина, шлицот нефункционален, паднатите рамења уште повеќе прават да изгледа пропаднато. Повторно имаме црна коса која што 100 пати кажувам дека црната коса е многу аут и ако имате црна коса треба да имате добра фризура. Ако косата ви е долга и ви е
некако вака несредена или подсредена, тоа не е добро. И највише што ми смета во целата оваа комбинација е тој букет, таа декорација, со тие најлони, машни, целофани, што и да се. Значи, цвеќе, веќе, вака, не се декорира никаде во свет. Никаде не постојат вакви букети, освен кај нас. Ова е критика до цвеќарите. Немојте на луѓето да им давате да одат по прослави со вакви букети во рацете. Ве молам, сите цвеќарници. Вакви букети не. Леле, кога сме веќе кај цвеќето? Леле. Јавујте се на оваа, па вртете. Нема трошоци да не се прават. А но, зошто? Зошто некој сака да си го стори ова самиот на себе си на собствената матурска вечер? Да изгледа како да облекла некој блузиче, мајче и да го украсила со вештачки карамфили. Не знам која е поентата, не знам од каде е идејата, ништо тука не ми се допаѓа, ова е апсолутен промашај, ова е апсолутна трагедија. Сакала да изведе некој си модерен момент со таа коса, така залижана и можеби косата не е толку страшна, мејкапот е окей, црвениот кармин е окей, меѓутоа џабе што е се тоа окей, кога тоа доле е тотално нефункционално и нема потреба тие реденици и од тие вештачки и цвеќиња. Значи, ова е промашај, катастрофа. Што мисли Анџелина? Па не е добро, нормално. И нема да биде добро. Да продолжиме со прилогот број 2, да ги проверивме Инстаграм профилите на едни од најчестите што постираат фотографии. Ја имаме Теја Трајковска во стилизирана мала црна хаљина, која што горе изгледа како сако, се закопчува, има релативно кратка должина, исклучително кратка, искомбинирана со мрежасти чорапи, платинаста коса, нагласени очи и одличен накид. Морам да кажам дека Теја во оваа комбинација изгледа прекрасно, урбано, светски и модерно. Браво за Теја. Ја имаме Лила во мега шик издание. Повторно ја имаме малата црна хаљина, како што може да приметите како Теја ја носи во едно издание, како Лила ја носи во ова издание. Морам да кажам дека ова е исклучителен тренд и на правење кампањи и на фотографирање. Малата црна хаљина е искомбинирана со Ив Сен Лоран наочари, косата е минимално залижана и акцентот повторно паѓа на црвената уста, каде што со жолтата позадина ова изгледа буквално како светска кампања. Повторно ќе ви кажам, Лила знае што прави и затоа не да има 10-ка, има 100-ка. Секоја чест. И ја имаме Викторија Лоба, што многу ми се допадна во ова. Она е дотерана, меѓутоа некако во тоа романтично издание. Одговара со целиот амбиент, ми се допаѓа и косата, ми се допаѓа и мејкапот, значи не е ништо тука претенциозно, лежи на нејзиниот сензибилитет, дефинитивно знае како да ги износи овој вид на гардероба, за кој што не се дефинитивно мои фаворити, меѓутоа, кај Викторија Лоба овој изглед дефинитивно проаѓа со 10-ка и за тоа ќе ја дадам и аплауз. Меѓутоа, сакам да ја прашам Мадона што мисли за ова, за овие три. И се бендиселе. Убави биле. Добре. Значи, пред да ви се одјавам, само сакам да, консултирајќи се со Анџелина Џоли и сите оние пораки што ги добивам во инбокс, телефонски јавувања и критики од тие што се наоѓаат повредени или на кој да е начин, навредени и повредени од моите критики, ја прашав Анџелина што треба да правам со тие луѓе кои ќе се најдат прозвани во негативна критика во овој дел од Студио 1. Така да Анџелина Џоли ми ја даде следната порака. Така е. Така да, сите што се пронаоѓате, тамо каде што мислите дека се пронаоѓате, Анџелина Џоли ве поздрави, а јас ке се одјавам за денеска и се гледаме во Студио 1 утре во истиот термин. Поздрав!